Добро вечер и благослов Божи. Се разбира, до сите слушатели кои што оваа вечер се вклучени, се разбира и со нетрпение ја очекуваат емисијата Глас на вистината. Јас сакам да ве поздравам и да ви посекам благослов Божи. И на вистина, мене ми е радост што можеме и што Господ ни подарил уште една вечер по неговата милост. Да можеме да бидеме заедно собрани, се разбира, и да го слушаме и проучуваме и се храниме од неговиот збор Божи. Се разбира, од неговото Слово Божјо, во кој што истовремено, слушајќи го Словото Господово, ние се развиваме и растиме во верата. Затоа е потребно да се храниме преку Словото Господово од нашиот Господ и Спасител. Како што реков, мене ми е мило и драго што можеме да бидеме и ова вечер заедно и сакам да ви посакам една убава и благословена вечер на сите кои што ова вечер не слушаат, на сите кои што се вклучени, на сите кои што се вклучени нивните срца, затоа што Библијата вели само чистите по срце ќе го видаат Бога. Господ преку пророкот Еремија вели: кога ќе ме побарате, ќе ме најдете, но меѓутоа од срце ако ме побарате. И ја верувам дека ова вечер тука сме заедно собрани со цел да го побараме Господ. Затоа што во овие тешки моменти од нашиот живот Господ ни е најмногу потребен на сите нас. И затоа е важно постојано да го бараме Господа, како што и Библијата зборува. Затоа што веќе изгубивме надежта, разочарани сме од многу нешта. Ветувани беа многу работи во нашиот живот. Меѓутоа, ништо од сето тоа не е направено. И затоа следува едно големо разочарување, се разбира, но кога ќе очитаме зборот Божи, ќе видиме дека не треба да нашата вера биде установена и ја засноваме врз ветувањата на човекот. Затоа што Библијата вели дека човекот лажи и умира. Ако се подпреме на дрво, дрвото скапува и гние. Библијата по овие прашања е многу јасна и децидна. Таа вели да се подприме, да се надеваме, да ја вложиме нашата надеж на Господа. Тој не скапува, не гние, не умира. Тој е вечен за веки веков. Затоа, ова вечер, еве ве повикувам, ако сте од нешто разочарани, обесхрабрени, убаво е да оваа вечер размислувате за оно што ќе го слушате, дека Господ е тој кој може да ни помогне при секоја една потреба, при секоја една грижа. Затоа што единствено од целовкупната ситуација Бог може да не изведи, затоа што тој таа целовкупна ситуација ја има под своја контрола. И нема нешто што не е во Божи раце. Бог е семоќен и може секој наш проблем и се што нас ни измашува, тој да ни помогне по неговата милост. Господ, кога го повика Аврам да излези од неговиот дом, всушност од татковиот си дом, Бог му се објави како онај кој ќе се грижи за неговиот живот и за неговото семејство, затоа што тој е Ел Шадај, онај кој е семојќен, онај кој е содржител, онај кој е Алфа и Омега, почетокот и свршетокот на овој свет. Првиот и последниот е нашиот Господ Бог, онај кој го твори небото и земјата. Затоа, во првата книга на Мојсе, првата глава, првиот стих, ние читаме дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Ајде ова вечер да ја положиме нашата надеж, нашата вера. Ајде да се подприме врз Божи раце, затоа што тој може да ги реши сите наши проблеми и грижи, без разлика со какви проблеми се соочуваме. Било здравствени проблеми, финансиски проблеми, тоа било разочарувања, обесхрабрувања, што и да се случувало. Бог е тука меѓу нас. Библијата многу јасно и гласно зборува. Божите ветувања во Библијата ни се дадени за сите нас.
но само дали ние веруваме во сите Божи ветувања кои Бог ни ги дал преку Божите пророци кои тој лично ги испраќал на оваа земја. Или преку Светото писмо кој нам ни оставено да можеме да го читаме и да ги разбериме сите тие Божи ветувања. Иако Библијата ги открива како да и не. Всушност тоа е зборот Божи. И она што Бог зборува, така и ќе биде, затоа што тој не е човек, Библијата вели, па да се поколеба. И јас длабоко верувам дека Господ ова вечер ќе го допри нашето срце, ќе ја ицели секоја наша болка и секоја наша рана која е длабоко навлезена во нашиот живот и ќе ни помогне во најтешките моменти во нашиот живот. Сепак, се наоѓаме сите ние и свесни сме сите ние дека се наоѓаме во најтешките моменти од нашиот живот. Едноставно, животот ја изгуби смислата. Затоа што живееме во едно многу тешко време. Затоа, ова вечер, ако го проучуваме Словото Господово, ќе видиме дека сепак покрај сите тие тешки маки, покрај сите тие длабоки рани кои се навлезени длабоко во нашата душа, покрај сите грижи и проблеми кои се соочуваме, Бог е тука да го реши секој наш проблем. Тој е нашиот мелем. Неговата крв, крвта на Исуса Христа, која течеше на тој голготски крв, е решение за сите наши проблеми и грижи. Затоа ве повикувам, ајде ова вечер да ги оставиме нашите проблеми. И верувам длабоко дека Бог е тој кој ќе се погрижи за сите наши проблеми. Сите ние имаме проблеми и ние сите се соочуваме со проблеми. Па макар што голем дел од проблемите со кои ние се соочуваме се многу сериозни и можат да бидат фатални во нашиот живот. Затоа ова вечер пораката Божја е до секој еден од нас. За да не дојди до една таква ситуација, ајде да ги положиме нашите проблеми, да ги изнесеме како на трпеза, како на маса, сите наши проблеми. Бог е милостив и тој е тој кој е алфа и омега. Оној кој е жив за сите векови. Оној кој ги има клучовите на адот и смртта. Оној кој вечно постои. Оној кој го твори небото и земјата. Тој е меѓу нас. Тоа е Божјото ветување денеска за народот, за Божјиот народ, за сите оние кои што ќе го побарат Господа. Исус вели, дојдете при мене сите изморени и обременети, јас ќе ви успокојам, јас ќе најдам и ќе ви дадам лек за душата ваша и за раните ваши. Бог е тука меѓу нас. Исус Христос вели, каде се собрани двајца и тројца во Негово име, тој е тука. Бог е дел од нас. Бог е дел од нашиот живот. Тој постојано не слуша, како што нели видовме псалмистот Давид во неговиот 3 псалам ни говори. Господи, колку многу се намножија противници мои. Мнозина се креваат против мене. Мнозина велат за душата моја. Нема помош за него во Бога, но ти, Господи, си штит мој, славо моја. Ти ја подигаш главата моја. Со гласот свој викам кон Господа и тој ме слуша од својата света гора. Легнувам, спијам и станувам, зашто Господе, ти ме чуваш. Не се плашам од многу илјади луѓе што од сите страни навалија на мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мој, зашто ти ги удираш по лице сите мои непријатели и им ги здробуваш забите на грешниците. Од Господа е спасението. Твојот благослов нека биде врз Твојот народ оваа вечер. Амин. Амин. Еве гледаме псалмистот Давид. Ја гледаме комплетната, целосната сигурност. И Давид ја положува својата вера кон Господа. И тој длабоко верува дека Господ е со него. Затоа што тоа е Божјото ветување, дадено за секој еден од нас. Каде и да одиме, тој ќе биде, се разбира, со сите нас. Во 4 глава
од псалмите, 1 и 8 стих, еве што ни е запишено повторно, ова е Давидов псалам. Еве што вели: кога викам, чуј ме Боже, правдо моја. Кога бев притиснат, ти ми даде простор. Смилувај ми се и слушни ја молитвата моја. Повторно гледаме како псалмистот Давид моли пред Господа и бара да биде послушана неговата милост и Бог да му се смилува над него. Потоа во 8 стих вели од овој ист псалам 4: затоа мирно легнувам и спијам, зашто ти, Господе, ми даваш спокојна почивка. Господ на псалмистот Давид му давал спокој во неговиот живот, без разлика на сите предизвици, на сите проблеми со кои Давид се соочувал, иако бил цар, но ако го добро испитуваме животот на Давид пред да биде цар, Давид се соочувал со многу проблеми. И Давид бил овчар, човек кој ги пасел или го пасел стадото на својот татко Есеј. И тој се соочувал со многу проблеми. Додека ги пасел овците на својот татко Есеј, доаѓале диви мечки, животни, кои тој морал да се соочува. Потоа се соочил исто така со Голијат, но Давид длабоко верувал дека Господ ќе биде со него и дека Бог ќе се погрижи за сите нешта. Па дури како што реков Давид кога излегол против Голијат, Давид длабоко верувал дека Господ е со него. И затоа му вели на Голијат дека иди во името Господово. И Давид знаел дека проблемот со кој што израелците се соочуваат, Божиот народ, дека Бог е тој кој може да го реши и да го симни срамот на Израел. Јас длабоко верувам дека ова вечер Господ е тој и ние заедно ќе го молиме и ќе се молиме и ќе бараме и ќе ги изнесеме пред Господа, пред да легнеме ова вечер сите наши потреби и грижи пред Господа. И јас длабоко верувам дека мирно ќе легнеме и ќе спијаме, верувајќи дека Бог во текот на утрешниот ден ќе ги реши сите наши проблеми и грижи, затоа што реков дека одговорот на нашите проблеми е во Божи раце. Бог е тој кој се грижи за сите нас. Понекогаш многу нешта ни се чудни, многу нешта се решаваат размислувајќи дека сами по себе си наоѓаат решение, но не. Бог е тој кој дава одговор на сите наши проблеми и грижи. Како што псалмистот Давид во неговиот 3-4 псалам се моли за овие нешта. И затоа вели Давид: затоа мирно легнувам и спијам, зашто ти, Господе, ми даваш спокој. Потоа вели: легнувам, спијам и станувам, ама знам, Господе, дека ти ме чуваш. Знам дека ти од текот на овој ден ќе ме благословиш и дека сите препреки кои ќе се појават во мојот живот, ти ќе ги отстраниш. Давид длабоко верувал во Господа. Неговата вера не била колеблива, била цврста како котва. И затоа ова вечер ајде заедно да се молиме, да имаме вера како што имал Давид. Тој имал силна вера и затоа му се спротиставил дури на Голијат, па дури на дивите мечки, лавови и така натаму. Затоа што Давид бил сигурен во Господа и во неговото спасение. И затоа бил спокоен, без разлика се што се случувало. И се што ќе се случува, Давид имал спокој во својата душа, затоа што знаел дека Господ го чува, затоа што знаел дека времињата и знаците се во Божи раце и дека Бог има контрола на сите нешта. Денеска се најавуваат многу тешки работи. Не очекува тешка иднина, но почитуване. Сакам да ве охрабрам преку зборот Божи и ви ја зборувам вистината пред Господ, пред Творителот на небото и земјата. Дека Бог го има последниот збор во овој свет и во сите нешта. Бог ги има во контрола сите нешта. Затоа, ајде целосно да му веруваме Него
и да ги положиме сите нешта врз неговите раце. А Бог е тој кој ќе се погрижи за сите наши потреби и грижи. Така да, еве, сакам и ова вечер да ве оставам со оваа порака, длабоко верувам дека беше инспириран од Светиот Дух и дека верувам дека Господ на сите нам ова вечер ни зборуваше, се разбира, преку Словото Господово. Не заборавајте, живееме во многу тешки времиња, се најавуваат уште потешки нешта, но Бог ги има во контрола или во своји раце сите тие нешта. Всушност, се е под Божја контрола. Пријатна вечер имајте, Господ нека биде со вас и се разбира, ако даде Господ, се слушаме до наредната емисијата Глас на вистината. Пријатна вечер. Добро вечер.